Подготовките се пред самиот крај, пролетниот дел од фудбалскиот шампионат на Македонија тропа наврата. Како се подготвивте, како се засиливте и колку сте задоволни од ростерот со кој што располага Пелистер во вториот дел од сезоната? Па добро, како што кажавте, подготовките ни почна на 8 јануари. До сега имаме изработено 36 тренинза и имаме одиграно 5 надпревари, каде сигурно дека продефилираат 24 играчи, сите добија шанса, имаа прилика за покажување, докажување, да видиме нивните способности, можности и да ја кренеме формата во едно ниво каде што на 14 февруари играме надпревар со првиот првенствен надпревар со Вардар. Во овој преоден рок, значи дојдоа 3 играчи за сега. Чекам уште еден во офанзивната линија да пристигне, каде имаме некои проблеми со документација. Стигна Риста Илиевски од Тиквеш, стигна Дарко Размовски од Беласица и Омар Годибаи од Шкупи. И со еден напаѓач во офанзивната линија што очекуваме да дојде, мислам дека ќе го закружиме овој прелазен рок и ќе стремиме да одиме на добри резултати. Знаете, целта во оваа сезона е опстанок на Пелистер, да можеме да го избориме тој опстанок, ако можеме директно, ако не преку баражот, и се надеваме дека така и ќе биде. Колку се значајни првите надпревари од пролетниот дел, конкретно вечното дерби со Вардар на 14 февруари? Па секако дека првата утакмица некако и за психолошки аспект за екипата е можда и многу битна. Меѓутоа, ние во тој втор дел од првенството играме 4 надпревари, каде го заокружуваме вториот дел од првенството и влегуваме во тој трет дел каде што има жребка. Првиот надпревар го играме со Вардар во Скопје, вториот со Ренова во Битола, третиот со Струга, 3 милион во Струга и четвртиот со Борец исто на домашен терен. И се надеваме како и со Вардар, така и на сите надпревари мора да сме максимално подготвени, ангажирани, како би можеле да атакуваме, да освојуваме бодови. Секако дека надпреварот со Вардар е дерби, без разлика на некои моментални ситуации кои се дешаваат во Вардар. Тоа никогаш ништо не значело на терен. Инспирацијата на играчите и мотивацијата е стално на невисоко ниво и така очекувам исто на 14 дека ќе дадеме максимум и ќе се обидеме да се прикажеме во светло и секако да можеме да ги освоиме тие бодови. Првенството е многу изедначено, многу неизвестно. Видовме и во последните есенски кола изненадувачки резултати, а видовме сега дека екипите од ното значително се засилија, па дали очекувате уште поголема трка за остварување на целта, местата во Европа и опстанокот? Па секако некако пролетниот дел стално носи поголема неизвестност, поголем притисок. Секој бод, секој кикс е многу не може да се поправи, за разлика од есенскиот дел во шампионатот, каде има и прелазен рок и моменти каде што може да се поправат некои работи. Овие 15 кола што следат, сигурно дека секоја утакмица, секое коло ќе биде многу битно, секој бод ќе биде многу битен. Како што кажав, оваа година две екипи испаѓаат, две играат бараж и така да ќе сите екипи за негде се борат, дали за излез во Европа, дали за опстанок, и сигурно дека ќе биде многу драматично и неизвестно првенство. Сите екипи се засилени, сите си имаат своји желби и амбиции и мислам дека ќе биде многу интересен шампионатот.